Благодарам, председателе, почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници. Македонскиот јазик, македонскиот идентитет и македонската посебност се меѓународно признаени и потврдени, влезени во нашата лична карта во Организацијата на Обединетите нации. Нашите меѓународни позиции се јасно поставени и не знам колку пати јавно повторени. За македонскиот идентитет, за македонскиот јазик, македонската посебност немало, нема и никогаш нема да има преговори. Едноставно, тоа е така затоа што не може да се преговара за нешто што е неспорен факт. Денес, за целиот свет, ние сме македонци кои зборуваат македонски јазик. Имавме стотици изјави, стотици пресконференции и овде од собранието и надвор од него и од оваа пленарна сала дека за фактот дека ние сме македонци кои зборуваат македонски јазик не треба да се разговара можеби во ова собрание. Но сепак како пратеници од парламентарното мнозинство прифативме и ја прифаќаме резолуцијата предлог на колегите од ВМРО-ДПМНЕ со две цели. Прва е да ставиме крај на сите лажни вести за некакви наводни национални предавства. И таа е помалку битната, затоа што граѓаните за тоа знаат дека не е точно. Знаат дека таа е само една обична лажна вест. Поголемата причина и поважната причина е тоа што го спомна и колегата Муцунски, дека треба да излеземе пред граѓаните и да им кажеме да нема никакви дилеми, затоа што ние имаме јасна цел, нашата јасна цел како држава и како граѓани е Евроатлантскиот пат и ние ќе станеме членка на Европската унија како македонци кои зборуваат македонски јазик. За ова декларација да биде согласно Уставот, неколку колеги пратеници понесовме амандман за да може да биде објавена во службен весник, односно во неја да стои уставното име на државата. Ние во минатиот состав, како пратеници, има и во овој состав, сите заедно гласавме со 116 гласа за Република Северна Македонија да стане членка на НАТО. Како македонци кои зборуваат македонски јазик, станавме членка на НАТО. Како македонци кои зборуваат македонски јазик со македонски идентитет, ние ќе станеме членка и на Европската унија. Почитувани колеги и пратеници, почитувани граѓани, нашата држава потребно е да се движи напред. Потребно е да бараме решение за отворените прашања со Република Бугарија во рамките на договорот за соработка и добрососедство, со неповредување на нашите јасно поставени црвени линии во однос на јазикот, идентитетот и посебноста. Ние немаме, ниту некогаш сме имале алтернатива за ЕУ и НАТО. Ова парламентарно мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, владата предводена од СДСМ, се силно посветени на заштита, на неповредливост на македонскиот јазик, идентитет и посебност. Во овие 4 години покажавме дека знаеме да ги заштитиме нашите црвени линии, а во исто време да обезбедиме интеграција во најважниот политичко безбедносен сојуз НАТО. Покажавме посветеност во процесот на носење на реформи со кои ги достигнавме европските критериуми и го унапредивме квалитетот на животот дома. Неколку пати од страна на највисоките представници на Европската унија, од органите на Европската унија, беше потврдено дека сторивме се за да ги започнеме преговорите за пристапување кон Унијата. Сите европски лидери, буквално сите, јасно кажуваат дека Република Северна Македонија треба да ги започне преговорите за членство. Сепак, поради нелогичните, банални блокади од Софија, овој процес е заглавен. Тоа, меѓу другото, е проблем и на Европската унија, која мора да покаже одговорност, прагматичност и да испорача почеток на преговори. Не само заради нас, како држава, туку поважно, тоа што ги исполнуваме критериумите. И она што е најважно, затоа што сите
искрено веруваме во тие европски вредности. Без разлика кој да се случи, ние мора да продолжиме со процесот на европеизација дома. Тоа значи уште поголема посветеност на спроведување реформи во секој сегмент од живеењето. Тоа значи да ги донесеме европските стандарди дома. Не треба да чекаме одлуки од Европската Унија за да продолжиме со реформите, затоа што тие се важни за интеграцијата, но уште повеќе се важни за нас, граѓаните, за нас како држава. Заштитата на македонскиот јазик и македонскиот идентитет, напредокот во евроинтеграциите се нашите врвни приоритети како пратеници на коалицијата од мнозинството во ова собрание. Уште еднаш, повторувам, пратеничката група на СДСМ и коалицијата во ова собрание ќе гласа за предлог резолуцијата, затоа за нас нема компромис кога се работи за заштита на идентитетските црвени линии. Тоа сме го покажали и докажале на дело многу пати досега и ќе го докажеме и покажеме секој пат кога ќе се појави таква ситуација. Ви благодарам.